Прашање сите вас со должна почит од кога почнавте вака да зборувате, односно односно кога го променивте, што би рекле мајнсетот и сега сте против ДПМН, а претходно бевте иста идеолошка унија. Не. Вака. Значи нашата идеологија е десничарска и ние ја следиме идеологијата на ВМРО. Да не забораваме, историското ВМРО и денешното ВМРО во хронолошка смисла не е толку далеко. Значи, овој сегашен председател на ВМРО е трет после Ванчо Михайлов. Ванчо, Љупчо, Никола, Христијан, четврти. Значи, нашата идеолошка определба е ВМРО, ама во онаа смисла ВМРО како организација на македонците. И да сме мислеле дека таа идеологија се уште ја застапува ДПМН. Во моментот кога стана значи збориме за оваа врхушка, кога доби власт во локалните во општините, значи стана владеачка партија. Ние вечерта кога се на отворено студио во Алфа, вечерта кажавме таму после победата, значи се вративме од терен, каде што следевме прекршување на избори, молки така натаму, отидовме во Алфа. Значи бевме внатре во штаб, го следевме пресконференцијата, ја пуштавме во живо, заврши пресконференцијата, Христијан се јави, рече благодарам на поддршката и така натаму, ова што го направивте е голем допринос, 50, 40, 50, 60 хиляди гласови се ваши, не е битно што кажа, и рече ќе ве бара Момировски, одете во студио. Дали беше или не беше така, Милош? Беше бе, и отидовме во студио и го кажавме. Од таму да, отидовме во Алфа студио и таму го кажавме, значи бевме во студио, кажавме да со среќа неки ми на новите градоначалници, ако одстапуваат од тоа што го ветиле или ако продолжат со истата пракса како што правеле до сега СДСМ, ќе ги критикуваме и овие градоначалници. И ова раководство. И ВМРО да помене. Значи, ако продолжат со истото што го правеле СДС, нормално. Ние принципиелно сме се бореле и се бориме. Ние принципиелно сме се бореле дека не треба да се краде од народот. Без разлика кој краде, дали СДС, дали ДПМН, дали ДУИ. Значи не треба да се краде од народот. И ние тој принцип се уште го држиме. Независно дали е ВСМР, дали е СДС, дали е ДУИ. Ако крадеш од народ или ако имаш сомнеш дека крадеш од народ, не исполнуваш ветувања, си ги лажел луѓето да те гласаат, ќе те критикуваме. И нема ништо тоа страшно. Тоа не е заминување од идеолошката матрица. Тоа е напротив опстојување на идеолошката матрица. Тодор Александров ќе го прочитате, например, вие што сте десничари, ќе го прочитате Тодор Александров и ќе видите Тодор Александров што збори околу трошењето на парите на организацијата. Или околу собирањето на пари за поддршка на организацијата од народот. И како ги држи сите активисти на организацијата под апсолутна контрола и каква евиденција води за секој денар. Што е кажано, каде е ветено, што треба да се даде, на кој треба да се даде, колку да се купи, колку да се потроши, кај да се чуваат парите. Ама на народот да не му се краде никогаш. Он на Ванчо му има пуштено, Филип подобро знае. Му има пуштено писмо, пошто Ванчо ги трошил парите, се облакал, така беше? Купувал скапи одела и така натаму и така натаму. Има пишено, ја ќе ти го кркнам гркланчето. Само да му... Со пари од народот. Ванчо е секретарче? Секретарје тогаш, да. Сега да кажам, на тие основи, на таа идеологија ние обстојуваме. Ама и Ние сме ВМРО било... пораснати со тие Ама идеи, ВМРО таа немало идеологија. председател? Имало тројца ко-председатели. Тие се викаат членови на ЦК. Од причини за да нема злоупотреба на финансии на моќ, немало председател. Еве да знаат овие ботови
дека немало никад вакво уредување историски ВМРО, а сакаме да ја преземеме. Сакаме да ја преземеме, нели, историјата и линијата на ВМРО. ВМРО има председател после убиството на Тодор Александров и преземањето на сила од страна на Ванчо Михајлов. И знаеме како И после убиството на Протогеров како ко-председател во 28 во Софија. Значи, ВМРО имало уредување, историското ВМРО подемократско уредување од сегашното. И затоа велам дека нема никаква релација освен името. А името е за злоупотреба на чувствата на луѓето. И тоа не е честно. Тоа не е честно. Историското ВМРО, ќе ги донесам ако сакате тука, финансиските протоколи, ги објавувало како ревизиски извештаи, протоколите. Колку пари се потрошени и зашто? Тодор Александров живеел како аскет у планина. Имал само една маса и столица. За да пишувал постојано. И објавувал, писма праќал, комуникација, комуникеа, кореспонденција. Има прекрасна книга Зоран Тодоровски објавена. Се за Македонија. И таа може да ја донесам, да ја разгледаме. Или во Сайбер команда и така натаму. Значи, ништо исто нема. Ништо исто нема. Сега ја знам дека тоа ги боли. Затоа што ти им разбиваш една илузија. Луѓето сакаат да живеат во илузија. Во меур. Нешто ќе те питам, бабо. Па и песната е фалсификувана. Не е оригиналниот текст. Така што... Оригиналниот е за Гоце Делчев? Да. Да. Ние имаме целосно фалсификувана историја. Илинденското востание е прикажано на фалсификуван начин како 10 дена Крушевска република во нашата историографија. Нити е 10 дена, нити е само во Крушево. Цела Македонија е востаната. Трајало со месец. Ќе донесам ако сакате извештаи на Ванчо Михајлов, оригинални. Оригинални извештаи ќе донесам. И бројки, и судири, и све. И сега ние студираме во грб, ние тоа ќе сме биле. Па прво треба да научат нешто луѓе што студираат во грб, во гради. Вистина, Петре Шилегов колку краде, зашто за него не кажеш зашто штета направи со рушење на галијата или пријател ти е А? Овие сите ВМРО-вци со А им завршува прашање. Пиши arhiva.infomax.mk. Еве сега ќе ти пишам. arhiva.infomax.mk. Еве ти овако. Отвори таму и побарај, пиши Шилегов, Заев, СДСМ, Дуи. Дали ќе знае да се снајде? Отвори, види да не е комплицирано. колку ми е овој пријател. Или Петре Шилегов е 5-та година не е у јавен простор. Не одлучува за ништо. Одговорност за тоа што ти ја срушил галијата, ќе бараш у ВСМР. Значи, они да ти ја завршат работата. Ние кога ја рушил галијата, сме биле на твоја страна. Кој е човеков, го знаеш? Па предпоставам за галијата ме Не, напиња 6-та емисија поред. Да, му ги Чекај малце. му ги читам Чекај сите ме да коментари. докажам се. Да, го знам. Значи, кога ти ја рушил галијата, сме биле на твоја страна. И ние снимавме. Ние снимавме кога ти руши галијата. И ние идевме во пресови да те браниме, да ја браниме галијата и да го браниме правото, твоето право, да не ти ја сруши галијата и да остане галијата таму. И ние сме го напаѓале Петре Шилегов. Отвори arhiva.infomax.mk. И дојде ВМРО на власт во град Скопје, ти ја вратија ли галијата? Ти ја вратија галијата? Што ние да правиме? Ние сме пишувале тогаш. Ние да ти ја вратиме галијата? Барај од тие што се ги гласали и тие што ти викаат дека ќе ти ја вратат, барај од нив да ти ја вратат. Што да правиме ние? Ние сме пишувале, сме правеле, сме ова, сме биле на твоја страна. Ама никој друг политички фактор не бил на твоја страна, вклучително ни ВМРО да помене не било на твоја страна. И не ти ја вратиле галијата. Ете се смени Петре Шилегов. И требаше некој да те обештети за тоа, така? Тие валјда новите што дојдат требаше да те обештетат. Што те користеа у кампања тогаш со галијата. И ти ја вратија галијата? Не ти ја вратија галијата. Може И што- ние сме ти криви. Може Мицко ќе му ја врати.
Затоа збориме ова. Се што зборат е само убаво за уши, а кога ќе дојдат на власт, све што ви ветиле, тоа не постои. Кога сме правиле мобет, ке ти рече? Не се сеќавам. Дали ќе го приме да го... Јас од лично искуство ти кажам. Ке ти речеш, не се сеќавам Александар кога сме правиле во момент. Не знам. Тешко тоа да го завршиме. А пред тоа било ова ќе го завршиме и така натаму. Така да немој сега ти мене или тие другар. Политичар и новинар не може да биде другар. Меѓу друго. Сакам да се надоврзам на мечка, еден битен момент што секогаш го забораваме. Не само што имаат 43 градоначалници, да не заборавиме дека советите во сите општини